Почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес не расправаме само за обични членови, ставови и алинеи. Денес расправаме за правда. Зошто го велам тоа? Бидејќи ако немаме правда, немаме држава. Ако немаме кривичен закон, не можеме да правилно да работиме и да живееме. Нашите граѓани ќе гледаат сигурноста кога ќе биде сигурен правниот систем во државата. Да бидам искрена дека во овој дел на моето обраќање ќе се задржам посебно на член 353 од предлог кривичниот закон. Со овој член се враќа суштината на кривичното дело. Зошто го велам ова? Затоа што се враќа суштината на злоупотреба на службена положба, пречекорување на овластувањата или неизвршување на службена положба. Со овој закон се распушта претходниот закон во 2023 година кој беше донесен од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, каде што беше разводенет, односно каде што казните беа намалени, дејствијата беа потешко докажливи, а роковите за застареност беа скратени. Што е позитивно на овој предлог закон, посебно на член 353? Ја враќа ефикасноста на членот. Членот станува употреблив и за обвинителите, а воедно и разбирлив за судството. Јасен за функционерите дека за своите постапки секој треба да си сноси одговорност ако неправилно ги извршува своите функции. И токму поради тоа, овој предлог кривичен закон е потребен. Овој предлог закон не е насочен против некого што работи исправно и честно. Овој закон е насочен против корупцијата, против организираниот криминал, против злоупотребата на функцијата, против оние кои што ограбуваат државата и потоа се криеа зад правните дупки и правни лавиринти. И тука сакам јасно да кажам, кој се плаши од овој закон? Или имало што да се плаши? Со денови слушаме од опозицијата некои си посебни наративи. А јас прашувам, каде бевте кога го донесувавте вашиот фамозен закон во септември 23 година? Зар тоги не знаевте да кажете сегаш и да критикувате за сето она што го направивте тогаш? Каде бевте кога се злоупотребуваше државата? Кога јавните обвинители не покренуваат обвиненија и каде што уште обвиненијата стојат во нивните фиоки? Замислете. А исто така, каде бевте кога довербата на судството беше на историски минимум, само на 2%? Почитувани колеги, овој предлог закон ја враќа логиката на правдата. И тоа, тешко кривично дело, строга и реална казна, злоупотреба на функција, одговорност, корупција, непромислена санкција. И најважно од се е дека ја враќа пораката дека никој не е над законот, ниту функционер, ниту бизнисмен, ниту политичар. Ова е закон што треба да му даде храброст на честниот обвинител, подршка на професионалниот судија и сигурност на граѓанинот, дека државата стои зад секој граѓанин. Сакам да бидам јасна. ВМРО-ДПМНЕ не поддржува селективна правда. Не поддржуваме амнестирање на криминалот под маска на реформите. Држава без кривичен закон е како држава без рбет. А држава без рбет секој може да ја скрши. Почитувани граѓани, овој закон е порака до секој што мисли дека државата е приватен бизнис. Овој закон е порака дека времето на неказнивост завршува. И да, може би на некому тоа не му одговара, но на народот тоа му одговара и тоа го бара од нас.
Сакам да се обратам до опозицијата и да им кажам дека ако веруваат во правда, да го поддржите законот. Ако верувате во институциите, не плашете се од одговорност. Но ако вашиот проблем е што старите навики завршуваат, тогаш барем бидете искрени. И за крај, овој предлог кривичен закон не е совршен и ниту еден закон не е совршен, но е многу голем чекор напред. Со овој предлог закон се предлага повторно заострување на казните за злоупотреба на службена положба, несовесно работење, организиран криминал, коруптивни кривични дела. Тоа е чекор кон држава во која законот важи за сите, за криминал ќе одговара секој еден, а правдата не е привилегија, туку правило. И во име на одговорноста, во име на правдата и во име на граѓаните, кои со години чекаат систем што ќе ги заштити, односно ќе му веруваат, ве повикувам сите да го поддржиме овој предлог закон. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Следна за